Благодарам. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Ова е уште еден од законите означени со знакот на европското знаменце и кој се најде на дневен ред на Комисија за европски прашања. Комисија која стана расадник на носење закони кои немаат ни од европското законодавство, но тоа не треба да ни изненадува со оглед на фактот дека во ова собрание се случуваат скандали и неправилности од невидени размери. Не треба да си експерт за да сватиш дека насилието и самоволието на власта во оваа држава се покажуваат почнувајќи токму од овде, од собрание и носење на закони со европско знаменце, по скратена постапка, се само еден дел кој отсликува целокупната ситуација во државата. И сега конкретно за овој закон ќе бидам реална и ќе кажам дека законот има EU елементи. И неговото донесување е во насока на хармонизирање на домашното законодавство со регулативата број 1092/2010 на Европскиот парламент и на Советот од 24 ноември 2010 година за макропрудентен надзор на финансискиот систем на Европската унија и формирање на Европски одбор за системски ризик. Со овој закон се уредуваат целите, статусот, задачите и начинот на работа на Комитетот за финансиска стабилност, како и инструментите и начинот на спроведување на макропрудентната политика на Република Македонија. Како основна цел на предлог на законот е да се следи праксата на Европската комисија и да се институционализира тело кој ќе ги идентификува опасностите и ризиците за финансиската стабилност и синхронизирано ќе презема макропрудентни мерки заради одржување на финансиската стабилност во Република Македонија. Водечка улога во креирањето и спроведувањето на макропрудентната политика и одржувањето на финансиската стабилност ќе има Народната банка на Република Македонија и тоа е една од добрите страни. Целта на промените ќе биде да се даде овластување на Народната банка на Република Македонија да спроведува макропрудентна политика и презема исто такви мерки кон финансиските институции на кои им издала дозвола. Народната банка ќе може да спроведува подготвителни активности за решавање на банка со проблеми во работењето, започнување на постапката на решавање, како и примена на инструментите и овластувањата за решавање на банка. Овие одредби ќе бидат операционализирани со донесување на посебен закон за решавање банки, а со ова би требало дополнително зајакне стабилноста на финансискиот систем во целина. Но би требало и ќе се зајакне се различни поими, така што не верувам дека со вакво раководство како што имаме во државата ќе имаме било каква стабилност, а најмалку финансиска. Во предлог законот се дефинира и поимот финансиска криза и се вели дека финансиска криза е состојба во која нарушувањата во еден или повеќе сегменти на финансискиот систем или други состојби во економијата сериозно ја загрозуваат или може да ја загрозат стабилноста на финансискиот систем и негово нормално функционирање. И сега колку оваа дефиниција одговара за функционирањето на нашиот финансиски систем? Сосема. Затоа што кај нас има нарушување на повеќе сегменти во економијата, енергетиката, здравството. Значи не зборуваме само за финансиска криза, туку за глобална криза која ни ја зафати државата и веќе 5 години чекаме во место, заглавуваме од долг во долг, направена на голема буџетска дупка и од тука криза имаме, но стабилност никако. Затоа што финансиска стабилност е состојба во која сите сегменти на финансискиот систем функционираат без нарушувања и имаат капацитет да ги издржат потенцијалните шокови. А какви се шокови не доживеавме во последните 5 години? Тргнувајќи од влијанието на пандемијата, а продолжувајќи преку неспособноста на власта да се справи со неа. Само минатата година згаснале 6995 компании, а годинава само во првиот квартал 3920 ставиле клуч на врата. Повеќе од 60.000 граѓани останале без работа, а паралелно на тоа трошоците за живот еновно ни пораснаа на сите. Бранови поскапувања на основните продукти, на електричната енергија, секојдневни поскапувања на енергенсите. Изгоре на тоа долг
од 2,4 милиарди евра за 2 години. Сето ова не носи никаква стабилност. А знаете што носи? Носи кризи, сиромаштија, беда. Состојби заради кои граѓаните ни стануваат безволни и апатични. А токму поради тоа и секој трет граѓанин во државата бара спас во некоја друга земја. Како за информација и јас ќе кажам дека уште во 2009 година Министерството за финансии и Народната банка потпишале меморандум за соработка за одржување на финансиска стабилност и управување со финансиска криза. А во 2020 година со препорака на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд во рамки на програмата за проценка на финансискиот сектор, постојниот беше заменет со нов меморандум, чии потписници се сите тела надлежни за супервизија и надзор на одделните сегменти од финансискиот систем. Со меморандумот е формиран Комитет за финансиска стабилност како преодно решение до донесување на посебен закон. Тука е регулативата за макропрудентен надзор на финансискиот систем и за воспоставување на Одбор за системски ризик на Европската комисија. Една од препораките на Одборот за системски ризици е макропрудентната политика да ја води една институција или тело од повеќе институции во зависност од институционалната поставеност на национално ниво, при што Централната банка треба да ја има водечката улога. Со предлог законот се предвидува формирање на Комитетот за финансиска стабилност, чија цел е да придонесе за постигнување и одржување на финансиската стабилност, а чии активности во услови на финансиска криза, како што имаме, треба да бидат да обезбедува и разгледува информации и анализи за состојбите во една или повеќе финансиски институции, кај кои се идентификувани сериозни проблеми поврзани со солвентноста, квалитетот на активата, ликвидноста, структурата на изворите на финансирање и проекција на паричните текови. Оцена на Министерството за макроекономската состојба во земјата, оцена на потребата и можноста за користење буџетски средства за справување со финансиската криза. Исто така, оцена на Фондот за осигурување на депозити за исплата на осигурените депозити во банката, доколку финансиската институција, точка 1 од овој став, е банка. Информации доставени од подкомитетите, како и други информации и анализи. И врз основа на оцените, информациите и анализите, Комитетот одлучува за мерките и активностите што треба да се превземат заради управување со финансиската криза. Покрај формирање на Комитетот, основни решенија на предложениот закон се: усвојување на макропрудентна стратегија, доделување мандат на Комитетот за финансиска стабилност за давање на препораки и укажувања заради спречување, намалување или отстранување на системските ризици и одржување на финансиската стабилност, како и за донесување на заклучоци за постоење и престанок на финансиска криза и доделување мандат на надлежните органи за преземање на макропрудентни мерки во согласност со овој закон и со секторските закони. Овој комитет не знам колку ќе допринесе да имаме финансиска стабилност во државата, затоа што во Република Македонија имаме тотално промашени финансиски политики, како што имаме и исто таква влада промашена. Во финансиска криза сме западнати веќе 5 години и секојдневно ја чувствуваме откако оваа гарнитура е на власт. А финансиска стабилност може само да сонуваме, но да се надеваме дека наскоро, тоа многу наскоро, работите ќе се сменат и дека ни следува ова подобра иднина со нова власт. Благодарам.